ден, драги првачи! Добре дојдовте на видео часот по природни науки за прво оделение. Наставна содржина, кој е повисок? Очекувани резултати за овој час, препознава разлики и клучности помеѓу секој од нив, воочува разлики и клучности по висина, ги користи термините повисок и понисок. Што е повисоко, што е највисоко? И разгледаме неколку слики и ќе го забележиме. Првата слика е сликата со 4 згради, различни по висина и по боја. Првата розова, втората зграда сиња, третата виолетова и четвртата црвената зграда. Можеме ли да забележиме, да воочиме која зграда е највисока? Може. Тоа е црвената зграда. Црвената зграда е највисока, а која е најниска? Виолетовата зграда е најниска. И тоа се воочува, се забележува. Која зграда е повисока од виолетовата? Розовата. Повисока од розовата? Сињата. Повисока од сињата? Црвената зграда. Црвената зграда е највисока зграда на оваа слика. Како откривме, погодивме што е повисоко? Визуелно. Со гледање одоко се забележува разликата помеѓу зградите, бидејќи разликата е голема и воочлива е разликата. Метро не ни беше потребно, за да ја воочиме разликата во висина помеѓу зградите. Следната слика, 4 куќи, различни по висина и по боја. Црвена, сиња, зелена и жолта. Која е најниска куќа? Најниска е жолтата. Повисока од неа црвената. Повисока од неа зелената. Повисока куќа од зелената е сината. Сината куќа е највисоката куќа на оваа слика. Кој е повисок? Да споредиме. Но ќе споредуваме момче и девојче. Кој е повисок? Повисоко е момче. Се воочува разликата во нивната висина. И оваа линија тоа ми го покажува. Линијата ми ја покажува висината на момчето. Девојчето се забележува дека е пониско и од самата линија. Да ги споредиме девојчето и нејзиното милениче, односно мачето. Кој е повисок? Девојчето е повисоко од мачето. Мачето е пониско од девојчето. Да ги споредиме баба и внуче. Кој е повисок? Бабата е повисока од внучето. Внучето е пониско од бабата. Да ја споредиме оваа група 5 деца од кои? Првото во редот е бебе и тоа е најниско. До него повисоко е детето со зелена маичка. До него повисоко е детето со сина маичка и црвено капче. До него повисоко детето со црвена маичка. До него повисоко е детето со портокалова маичка и тоа е највисоко од овој ред. И оваа линија ни ја покажува висината на највисокото дете во редот и се воочува, се забележува дека сите останати се под линијата, што значи се пониски од највисокото момче, последното во ред. Метро, дали ни беше потребно за да ја воочиме, да ги споредиме, да воочиме кој е највисок, кој е најнисок? Не ни беше метро, бидејќи од око се воочува, се забележува нивната разлика. Метро ни е потребно ако сакаме да знаеме колку се високи секој од нив или за колку е повисоко момчето од девојчето. А само да споредиме кој е повисок, метро не ни е потребно, туку одолго се забележува разликата. Кој е повисок? Момчето е повисоко. И оваа линија ни ја покажува висината на момчето и воочуваме дека девојчето е под линијата.
тоа значи е пониско од момчето. Да ја погледнеме оваа слика, девојчето изгледа дека е повисоко од момчето. Што мислите? Не е така. Девојчето изгледа дека е повисоко од момчето, но бидејќи е подкачено на неколку книги, за да знаеме кој е повисок, потребно е да стојат еден до друг, да бидат ниска површина на под, како првата слика. Ја погледнеме и оваа слика. Кој е повисок, кој е понисок? Што мислите? Не можеме тука да забележиме, да воочиме, бидејќи се легнати на подот. Исто и за нас, за да ја процениме нивната висина, кој е највисок, кој е повисок, кој е најнизок, потребно е да стојат еден до друг. На часот по физичко, наставничката им рекла на учениците да се постројат во ред по височина, во групи, во зависност од видовите во кои се учествуваат. А постројување по височина ученици значи да се наредите еден до друг од највисокиот до најнисок. И вие, драги првачи, на оваа година на часовите по физичко се построите, ќе се наредите по височина еден од и секој од вас ќе си го најде местото во редот. Така да, и овие ученици се построиле, се поделиле во групи и си се построиле во ред. Но, да видиме дали правилно се наредиле, се построиле. Еве, првата група, 3 девојчиња, со 3 различни фустанчиња, жолто, сино, розово. Што мислите, правилно ли се построиле? Така е, правилно се построиле. Од највисокото до најниското. Највисоко е девојчето со жолто фустанче, најниско е девојчето со розово фустанче. Оваа линија ни покажува дека се построиле во ред по височина правилно. Да видиме оваа група, дали правилно се построиле. Така, се построиле од најнискиот до највисокиот во редот, но го запазиле редот по височина. И оваа линија, тоа ни го покажува. Линијата ни ја покажува висината на највисокиот во ред и се гледа дека сите останати се под линијата, што значи се пониски од највисокиот во редот. Оваа група да забележи, дали правилно се построили? Да видиме, најниското девојче е во средина. За да се постројат правилно, што е потребно? Што мислите? Мерна скала на која што има мерни единици, почнувајќи од 0, па како се движи нагоре, како што ние растеме, раснат и броевите нагоре, и на оваа мерна скала треба сите еден по еден да застанат до мерната скала и да ја воочат нивната висина, точно колку е висок секој од нив, и според висината да се постројат во ред од највисокиот до најнискиот. Да видиме фудбалерите, групата фудбалери, и на нив им е потребна помош со мерна скала, за да ја воочат нивната висина и да се постројат од највисокиот до најнискиот, со помош на мерна скала. Еве, како се мери на мерна скала. Девојчето застанало на мерна скала, раката е на главата, значи на врвот од главата, и раката ни ги покажува мерните единици, колку сме високи. Еве, и овој чичко застанате со нозете до мерната скала, телото исправено, треба да се исправиме, вратот исправен, главата до мерната скала и со раката на главата наназад ни ги покажува мерните единици, односно нашата висина, колку сме високи.
Должина мериме со метра. Две различни метра, но кои има мерни единици, броеви, со кои метра мериме поголеми предмети. Ние можеме да мериме големи предмети, должина на големи предмети. Например, еден оваа куќа, со метро можеме да измериме прозор, врата, и самата куќа, колку е долга, колку е висока. Со метро мериме големи предмети. Линија. Мерни единици од 0 до 15 и со линијарот мериме некои мали предмети. Како? Тетратка, книга, нашето моливче го мериме со линија. Со линија и со метро мериме ако сакаме точно да знаеме колку е долго нешто, колку е високо. Да повториме. Што е повисоко? Зградата или куќата? Зградата е повисока. Така, нема да мериме колку е висока зградата и куќата, значи не е потребно метро, туку само ги споредуваме што е повисоко, а тоа се воочува. Одолго се гледа дека зградата е повисока. Така, кој е повисок, бебето или детето? Детето е повисок и тоа се воочува. Детето е повисоко од бебето. Конјот или мачето? Што мислите? Кој е повисок? Конјот е повисок од мачето. Мачето е пониско од конјот. Масичката или шкафот? Потребно ли е да измериме колку се високи за да знаеме кој е повисок? Не. Шкафот е повисок од масичката. Без да мериме, се воочува висината на шкафот дека е повисок од масичката. Така. Ученици, се надевам, часот ви беше интересен и научивте да споредувате, научивте